Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пица леп со лук. Пица леп со лук е одличен прилог за голем број јадења и со домашното тесто за пица брзо ќе ги измамите симпатиите на гостите. Топло од рерна, вкусна путер, лук и свежо печено тесто, огладневме од самата помисла. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 500 грама брашно, 4 супени лажици маслиново масло, 1 супена лажица сол, 1 супена лажица шеќер, 15 грама квасец, 100 грама путер, 1 рака макдонос, 4 до 5 чешниња лук и сол и бибер. Прво ќе го направиме пица тестото. Многу е лесно ако го следите рецептот и оваа едноставна процедура. Просејте го брашното на работната маса. Ставете ја солта. Со рацете направете дупка во средината. Со чаша сипете топла вода во дупката и ставете го прво шеќерот, а потоа и маслиновото масло. Тоа ќе му даде прекрасен вкус и текстура на тестото. На крај ставете го квасецот и оставете го неколку минути да се активира во топлата вода со шеќерот и маслиновото масло. А сега нередот. Сипувајте ја течната смеса во средината на брашното по 1/3 насипување. Земете вилушка и почнете да го фрлате брашното во течноста, внимавајќи да не ви истече премногу од течноста. Фатете ја смесата со рацете и почнете да ја размесувате. На почетокот ќе биде неуредно, но по некое време ќе забележите дека тестото станува послушно. Откако ќе се впие, додадете малку од смесата со квасецот и повторно размесете. На крај додадете ја целата течност и веќе навистина ќе видите дека тестото ги добива посакуваните својства. Силно месете 3 до 4 минути, се додека не добиете тврдо тесто со рамномерна боја и текстура. Кога тестото ќе биде по ваша желба, додајте малку брашно на дното од длабок сад, ставете го тестото, покрите со крпа и оставете го на топло место во домот околу 1 час. Додека чекаме тестото да стаса, ќе го приготвиме филот. Исечкајте го лукот. Ќе ставиме неколку чешниња за да добиеме силен вкус на лук. Потоа исечкајте го макдоносот. Ставете пластична фолија врз даската за сечкање. Со рацете распространите го путерот кој е на собна температура и во него ставете ги лукот и макдоносот. Завиткајте ја пластичната фолија во форма на цилиндар и ставете ја во фрижидер да се стврдне. Кога тестото ќе стаса, извадете го од садот. Размесите го и сечете го на 4 парчиња. Парчињата исукајте ги во овална форма. Притиснете со прстите и направете вдлабнатинки во средината на парчињата, а потоа внимателно избоцкајте ги со вилушка. Извадете ја смесата од путер и лук од фрижидер. Одмотајте ја и исечете ја на кругови. Ставете по 5 кругови во секое парче од пица тестото. Потоа ставете го тестото во делимано тавата за печење. Печете го 15 до 18 минути во рерна, однапред загреана на 180 степени и потоа извадете ја тавата. Време е за сервирање. Пица лебот го сервираме исечен на четвртини со исечкани домати измешани со масло и макдонос. Во овие мали пица лепчиња можете да уживате кога се свежи од рерна или да ги понесете на училиште или на работа за ручек. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!